Луѓето со инвалидност добиваат можност за самовработување. Нивната бизнис идеја ќе се финансира со неповратен кредит од 5000 евра. Парите ги обезбедува Агенцијата за вработување. Во Сдруженијата на лица со инвалидност сметаат дека проектот помага и оваа категорија на граѓани да се вклучи во општеството. Ке помогне лицата со попречености, па и нивните семејства малце и повеќе можеби финансиски да зајакнат, да развијат своји сопствени бизниси и на тој начин лицата со попречености да бидат општо корисни за општеството во кое што живеат и нормално да го дадат својот фидбек онолку колку што можат. Тие навистина се способни да работат, можат да се докажат во средината во која што живеат и ова е момент можеби да развијат некои мали занаети, нешто што на пример ќе биде верувам добро и за локалната средина во која што живеат и воопшто за државата. Самовработувањето на овие лица ќе спречи злоупотребата од фирмите кои вработуваат инвалиди. Често тие работат за минимална плата, а работодавачите ги злоупотребуваат државните субвенции. Лицата со попречености беа вклучувани во фирмите и на некој начин можам да кажам беа дури злоупотребувани од страна на бизнис секторот. Ова е веќе можеби еден чекор понапред самите лица да си ја земат во свој раце својата судбина и нормално сите средства кои што државата ги предвидела за да им се помогне на овој начин со нивно самовработување да бидат искористени од нивна страна, да не бидат искористени од фирмите во кои што ќе бидат вработени на крајот повторно да останат со некој минимален личен доход и субвенциите кои што ги нудела државата дотогаш да не бидат искористени и да не бидат наменети за оние за кои што биле наменети. Огласот за самовработување на лица со инвалидност ќе трае до крајот на идниот месец. Тој овозможува и 2 дополнителни вработувања. Единствен услов за учество во проектот е лицето со попреченост да се води како невработен најмалку 1 ден пред да конкурира за неповратен кредит. Уште еден пожар во околината на Велес. Вчера попладнето се запали трансформатор во населбата Речани. Огнот под влијание на ветерот се проширил околу него и зафатил уште неколку хектари површина и еден лозов насад. Локалните жители веднаш ја известиле против пожарната единица, пошто надлежните брзо пристигнале на лице место и пожарот бил локализиран. Првичните проценки велат дека штетата не е голема. Дополнително треба да се утврди причината за избовнување на огнот. Инаку ова е трет пожар неделава во околината на Велес. Првиот и најголем се случи кај Дорутовец и Чалошево. Таму изгореа 250 хектари површина, од кои 50 хектари шума. Вториот беше на Ридот Вршник од јужната страна, но таму опожарени се само неколку хектари сува трева и грмушки. Помалку вонбрачни деца се родиле минатата година во Велес. Ова го покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Така лани во градот се регистрирани 47 новороденчиња кои на свет ги донеле жени што не се во брак. Оваа бројка е за 20 помала во споредба со претходната година. Во 2013-та статистичарите регистрирале 68 новороденчиња во Велес од вонбрачна заедница. Инаку и во соседните општини се регистрирани вонбрачни деца кои се родиле минатата година. Според податоците на Државниот завод за статистика, лани во општина Чашка имало 11 новороденчиња од вонбрачна заедница, додека во Градско се родиле 7. Во општина Лозово пак статистика не регистрирала деца кои дошле на свет од нерегистриран брак. Според податоците на Државниот завод за статистика, лани во Велес имало 560 новороденчиња. Промената во терминот на одржување на фестивалот на античка драма Стоби 2015 можно е да направи корекција на театрите кои треба да гостуваат. Организаторите потврдија дека наместо во јули фестивалот ќе се одржи од 5 до 22 септември. Затоа одново ќе се контактираат сите театарски куќи за да го потврдат присуството на новиот термин. Од организациониот одбор најавија амбициозна програма со настап на десетина трупи во официјалната конкуренција. Ќе ни оставите уште малку време, затоа што ние веќе договоривме, ќе ни оставите уште малку време да не ги спомнуваме сега точно конкретно кој, ние знаеме веќе кој, но правиме промена на термините. Сега можеби некој во тој период нема да можеби ќе донесеме сосема нови странски групи. Годинава наместо во амфитеатарот во античкиот локалитет Стоби,
Представите ќе се одигруваат на сцената во Велешкиот театар. Според организаторите, промената на местоположбата на одржување на фестивалот можно е да има и добра страна. Во Стоби многу пати настапите ги откажуваа големите театарски куќи затоа што таму нема технички можности да ја постават представата. Во принцип, представите кои што сте направени на античка тема во последниве, не знам колку години, се направени во затворен простор. И ние кога правиме представи на античка тема, освен во Велес и во другите театри ги правиме во затворен простор, така, и тие ги играме во театар, така. 14-тото издание на фестивалот во Стоби нема да се одржи во античкиот локалитет поради конзерваторско-реставраторските работи кои се превземаат на местото, па од националната установа не може да ја гарантираат безбедноста на посетителите. Организаторите оставија можност барем 2 до 3 представи сепак да се одржат во Стоби, доколку за месец и половина се подобри статиката на објектот. Првите 2 тениски терени во Велес официјално се готови. Надлежните служби вчера извршија технички прием, откако претходно изведувачите ги поправија сите недостатоци кои ги имаше објектот. Кога тенисерите ќе почнат да ги користат, за сега нема одговор на ова прашање, но сигурно дека нема да се чека уште долго. Според процедурата, потребно е во текот на наредните денови Агенцијата за млади и спорт да донесе одлука со која ќе ги преостапи на користење на општина Велес. Потоа Советот на општината треба да донесе одлука со нив да управува јавното претпријатие Парк Спорт. Тениските терени се типизирани, изградени се со тврда подлога, поставено е осветлување, мрежи, ограда и останати елементи. Надлежните очекуваат голем интерес како од членовите на тенискиот клуб Борец, така и од рекреативците кои се занимаваат со овој спорт.